Добар ден, ученици! Јас сум оделенски наставник Маја Попова Мачовска од Основното училиште Георгија Пулевски, што се наоѓа во општина Аеродром во Скопје. За денешниот час по македонски јазик потребна ви е училишна тетрадка по македонски јазик и молив. На денешниот час ќе учиме за идно време. Што ќе научиме на овој час? Да го определуваме глаголското време идно време, да ги разликуваме формите на глаголите за идно време, да ја забележуваме промената на глаголите во идно време по лице и по број, да менуваме глаголи во идно време во сите лица еднина и множина, да составуваме реченици со глаголи во идно време. Да се потсетиме и да повториме. За кое глаголско време учевме изминатиот период? Сигурно се сеќавате, тоа е сегашно и минато време. Јас сега ќе изговорам неколку глаголи. Внимателно слушајте во кое време ќе ги изговорам глаголите. Седеше, пишува, мислат, учи, стои, лежи, јадеше, обработува. Дел од глаголите се напишани во сегашно време, а дел се напишани во минато време. Ајде да пробаме да ги поврземе глаголите со соодветното глаголско време. Глаголот обработува ќе го поврземе со минато време. Пишува сегашно време. Јадеше минато време. Глаголот мислат сегашно време. Глаголот седеше минато време. Стои ќе го поврземе со сегашно време. Глаголот учи е во сегашно време и глаголот лежи е во сегашно време. Ученици, кога се одвива дејството во глаголите што ги поврзавме со минато време? Размислете. Така е. Дејството се одвива во минато, пред моментот на зборување. А кога се одвива дејството во глаголите што ги поврзавме со сегашно време? Дејството се одвива во моментот на зборување. Глаголите ги изговараме според времето на дејството. Јас сега ќе ви кажам една реченица која што е составена од 3 дела. Во секој дел од реченицата има по еден глагол што е напишан во соодветно глаголско време. Внимавајте како ќе го изговорам глаголот. Вчера долго играв фудбал, па денес треба повеќе да учам, затоа што утре ќе правам тест по македонски јазик. Во првиот дел од реченицата глагол е играв. Овој глагол го изговорив во минато време. Во вториот дел од реченицата глагол е учам. Овој глагол го изговорив во сегашно време, па денес треба повеќе да учам. И во последниот дел од реченицата глагол е ќе правам. Овој глагол го изговорив во идно време, затоа што утре ќе правам тест по македонски јазик. Денеска, ученици, ние ќе зборуваме за идно време. Да видиме како би можела да изгледа иднината. Гледаме на екранот неколку сликички и да се потрудиме секој од нас да напише бар по една реченица за сликичките кои што ги гледаме на екранот. Ајде да се обидеме. На првиве 2 сликички гледаме летечки возила. Во многу филмови од научна фантастика сме гледале дека автомобилите, односно возилата, летаат. Па која реченица можеме да ја напишеме? Возилата ќе летаат. На оваа сликичка гледаме едно модерно училиште за кое сите сонуваме. Која реченица можеме да ја напишеме за оваа сликичка?
Учениците ќе учат во модерни училишта. На оваа сликичка гледаме убави згради, многу зеленило и модерна железница. Која реченица можеме да ја напишеме за оваа сликичка? Луѓето ќе живеат во хармонија со природата. На оваа слика гледаме роботи кои извршуваат некаква работа. Повеќето работи, особено тешките, ќе ги извршуваат роботи. Да ги прочитаме напишаните реченици. Возилата ќе летаат. Учениците ќе учат во модерни училишта. Луѓето ќе живеат во хармонија со природата. Повеќето работи, особено тешките, ќе ги извршуваат роботи. Да ги подвлечеме глаголите во секоја од речениците. Ќе летаат, ќе учат, ќе живеат, ќе извршуваат. Кои глаголи ги подвлековме во речениците? Ќе летаат, ќе учат, ќе живеат, ќе извршуваат. Да размислиме кога се врши дејството во сите овие глаголи. Дејството во сите овие глаголи ќе се случи во иднина, односно по моментот на зборување. Да научиме како се образува идно време. Идно време, ученици, се образува со зборчето ке и глагол во сегашно време. Еве пример. Зборчето ке плюс глаголот пее во сегашно време, добиваме ке пее. Добиваме глагол во идно време. Глаголот во идно време се менува по број, еднина и множина. Пример, ќе играм во еднина, ќе играме во множина. По лице, прво, второ, трето лице еднина, ќе играм, ќе играш, ќе игра, и прво, второ, трето лице во множина, ќе играме, ќе играте, ќе играат. Менување на глаголи по број и лице. Глаголот чита да го напишеме во сите три лица еднина и множина во идно време. Јас ќе читам. Ти ќе читаш. Тој, таа, тоа ќе чита. Ние ќе читаме. Вие ќе читате. Тие ќе читаат. Ајде малку да повежбаме. Следниве реченици прочитај ги така што глаголот од сегашно време ќе го преобразиш во идно време. Ученици, имаме 3 реченици во кои што глаголот е во сегашно време. Да ги прочитаме глаголите во идно време. Ајде да се обидеме. Учениците ќе пишуваат домашна задача. Баба ќе прави зелник со сирење. Децата ќе учат за тестот. На крајот од часот задаваме домашна задача. Во тетратката за домашна работа по македонски јазик напиши 5 реченици во кои глаголите ќе бидат во идно време. Ви посакувам успешна работа.